Клисурата Пешти, сместена во долниот тек на реката Бабуна, е дом на повеќе од 80 пештери и најмалку 6 пештерски цркви. За Клисурата Пешти се раскажуваат бројни легенди. Една од нив е дека била истражена лично од Тито и дека нашол пештера со големо богатство и тајни. Таа пештера била затворена со метален капак и никој до ден денеска не може да ја најде. Во ова видео ве носам токму во оваа клисура да се прошетаме малку, да истражиме и да посетиме една пештерска црква. А јас уште не расонет најдов на првата мистерија на денот, односно во птичјо гнездо, најдов камен од кој што растеше коса. Не знам дали вази се случува ова или само мене, или дали јас одам на такви места, па често наоѓам работи кои што не можам да ги објаснам. Последното видео ми беа рибите кои што ги нема видено никогаш до сега. Сега овој чуден камен од кој што изгледа како да расте коса. Не знам дали само мене ми се случува, но јас ова, например, не знам како да го објаснам. Значи, ова е камен од кој што расте коса, луѓе. Ете, дури не можеш ни да откорнеш косата, дали? Не знам зашто се работи тука и како е можно ова. Меѓутоа, ете, првата мистерија на денот, продолжуваме понатаму. А ева и клисурата у позадина, имам уште многу зодење, па да поитаме. Еве, влеговме во кањонот и полека се наближуваме накај пештерските цркви. Првата јубичица за оваа година. Преубаво. Се наоѓам пред една од пештерските цркви во преубавиот кањон Пешти. Ајде да се качиме горе и да ви ја покажам и оваа наша реткост. За жал црквата е делумно оштетена, дел од фреските се останати, дел не, но ајде ќе се качиме и да видиме што има внатре. Ајде одиме да се испентериме ваму горе и со среќа нека ни е и нека не чува Господ. Ајде одиме. Уште малку и горе сме. Жал, многу ми е тешко овој дел со телефонот, па ќе го оставам и се гледаме горе.
А ова се и остатоците од фреските во оваа пештерска црква. Пештерата е одржувана од локалци. Тука во близината на пештерата живее еден човек, а тој е уметникот кој што ги има насликано овие преубави фрески. Постојат бројни легенди за клисурата Пешти. Една од нив е дека ова всушност, сите овие пештери што ги гледате, представувале еден мал град и сите пештери биле поврзани меѓу себе со ходници и во многу од нив има и докази дека живееле луѓе. Како што гледате, некои се тешко достапни, а има докази дека живееле луѓе, што дава гориво на таа легенда дека всушност оваа клисура е шуплива и дека сите пештери се поврзани меѓу себе со ходници. Легендата кажува и дека од една пештера се влегувало директно во утробата на оваа клисура, каде што постоеле огромни одаи или сали, направени пред многу илјадници години. Дали природни, дали вештачки, не се знае. И се кажува и дека отворот на таа пештера, кој што стои до ден денеска, е затворен со огромен метален капак. Некои кажуваат дека е затворен во времето на Југославија по наредба на тогашниот председател Тито. Значи, тоа е едниот влез во внатрешноста на оваа мистична клисура. Другиот влез се наоѓа од горниот дел на клисурата, каде што постојат остатоци од мистична градба, за која што се кажува дека го чувала влезот во оваа клисура. Јас не ја најдов таа метална капија и влезот во внатрешноста на оваа клисура, меѓутоа најдов нешто поубаво, а тоа е природна Божја убавина. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео, да ве потсетам да ставите една претплата, ако сте во можност и да станете членови, ако не, да сте ми живи и здрави. Јас ви праќам голем поздрав од ова место, ви го посакувам секое добро и се гледаме.